доколку не би бил председател, ќе заминал од државата. Ова е изјава од председател на држава. Ова е изјава со која што се демаскира сета лага која што двоецот Заев Пендаровски ја продаваат минатите години, само и само да се догребат и да ја задржат власта. Почитувани, додека уверуваат дека семејства можат да живеат со 17.000 денари, Пендаровски вели не би останал ниту за 100 евра повеќе. Не би заминал, односно би заминал и со просечна плата од 24.000. Додека Заев зборува за економски раст, вложување во човечки капитал, Пендаровски повикува на масовно иселување, поголемо од она што се случува на истокот од државата. Додека владата лаже дека блескаме, оној што е на функција председател оценува дека состојбата е неиздржлива до бегање од неа. Ке враќале од администрацијата во приватниот сектор, а Стево Пендаровски порачува да се борат само и само за работа во администрација. Почитувани, никој ја нема толку понижено државата, никој ја нема понижено повеќе државата од двоецот Заев Пендаровски. Второто лице на Заев, Стево Пендаровски, вчера буквално им порача на граѓаните: ниту живот ќе видите, ниту работа ќе видите, ниту 500 евра плата ќе ве спасат, ниту младите ќе се вратат. Ниту има повисоки пензии, ниту повисоки плати. Јасно е дека ниту платите растат, ниту пензиите растат, ниту има вработувања, ниту има инвестиции. Се е сведено на распродажба, на корупција и на криминалното разграбување. Се од нив е лага, се од нив е измама. И ова не е за изненадување. Оваа изјава на Стево Пендаровски е продолжеток на изјавите дека чумути е идентитетот, како велеа, ако немаш пари. Пендаровски може би избегал, ама постојано е функционер. Стево Пендаровски во моментов на функција председател на државата ја понижи државата и ги понижи сите оние кои што гласале за него. Почитувани, командантот на воените сили на Република Македонија вчера порача дека би избегал од државата. Ниту едно ветување, ниту верба може да има било кој во Зоран Заев после оваа изјава на Стево Пендаровски. Стево Пендаровски потврдува дека власта е криминална, дека корупцијата, рекетот цветаат, дека правниот систем не функционира, нема здравство, нема образование, дека Македонија со Зоран Заев тоне. И ваквите пораки не се случајни, ваквите пораки се само во функција на изборите, во функција на обесхрабрување, на деморализирање, во функција на заплашување на граѓаните. Почитувани, вие, граѓаните, народот, да загубите волја за избори, да загубите желба за борба за подобро утре, да се загуби интерес за обновата која што доаѓа. Почитувани, на оваа смислена девастација на државата и се гледа крајот. Зоран Заев заминува за 39 денови. Оваа девастирачка антидржавна политика заедно ќе ја испратиме на црните страници во историјата на 12 април. Започнува обновата, доаѓаат правото и правдата, доаѓаат денови за храбра борба кон подобра иднина. Ви благодарам.